Гасификација на Македонија, пругата кон Бугарија, подобри автопатишта, се само дел од работите за кои што со децении слушаат македонските граѓани. Тие се под ингеренција на Министерството за транспорт и врски. На овие теми и за други прашања, во денешното неделно интервју разговараме со првиот човек на ова министерство, Горан Сугарески. Министре, добивте и грант од Европската унија за пругата кон Бугарија. Нејзината израба започна 1993 година, потоа беше повторно актуализирана 2014, сега вие ветувате дека со максимални напори ќе биде готова 2025 година. Што е толку тешко во пруга од 100 километри за да таа се гради 32 години? Значи, би сакал да зборувам за периодот од 1 јуни кога ова реформска влада дојдена на власт. Ги превземаме максимално сите мерки, вклучително и добивањето на грант средства од 70 милиони евра во Трст. Максимално работиме на тоа да бидат отклонети сите можности во смисла на и во делот на експроприација и во сите потешкоти кои што претходно ги имало. Константно имаме средби и со директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура. Наредниот период планираме повторно да имаме средба со сите оние кои што се вклучени во делот на изградбата на таа делница со цел да ја интензивираме првата делница. За втората делница знаете дека е завршена проектната документација и обезбедени се 145 милиони евра, од кои што 70 милиони евра се грант, а пред неколку дена заврши проектирањето, односно проектната документација е изготвена за третата делница, тоа е од Крива Паланка до бугарска граница, каде што согласно програмата обезбедени се 60 милиони ИПА средства. Значи, знајдуваме начини како да се убрза динамиката на направењето на таа пруга, на таа делница до Република Бугарија, со цел се разбира да до 2025 согласно роковите бидат исполнети плановите и граѓаните имаат бенефит, а тоа е да имаме таа пруга. Имате ли некоја проекција кога ќе почне оваа изградба која што зборите за пругата? Значи, во 2021 година треба да станува збор за трета делница, која што според проектната документација би чинела над 350 милиони евра. Станува збор за конфигурација на земјиште кое што е доста тешко. Зборуваме за делови од трасата кои што поминуваат низ планини, предвидени се 22 тунели, така да исклучува тешка конфигурација на земјиштето кое што се разбира бара време за да таа делница биде изградена. Гасификацијата исто така е тема што со децении се слуша во Македонија. Имате проблеми со експроприација во некои делови кај што треба да поминува рутата. Имате ли некаква проекција кога ќе заврши изградбата и поврзувањето со Бугарија и со Грција? Значи, во 2018 година, тоест оваа година, ќе отпочне интерконекцијската врска со Република Грција, исто така ќе отпочне и со Република Бугарија. Тука би сакал да кажам дека Министерството за транспорт и врски, заедно со владата се разбира на Република Македонија, планираат магистралните гасоводи комплетно да бидат завршени до 2020 година. На почетокот на 2020 година, тоа значи дека ние како министерство треба да обезбедиме да до пред секоја општина има магистрален гасовод, се разбира во секундарната гасификација, тоа треба да го направат општините. Во делот на експроприацијата, да, значи останати се 20 на предмети во делот на Штип Неготино, околу 160 предмети во делот на Кавадарци Прилеп Битола и околу 700 предмети кои што се работат во моментот во делот на Скопје Тетово Гостивар регионот. Имате преговори со некого од каде би дојдел тој газ или си уште рано за тоа? Значи јас не би спекулирал сега, она што е за мене најбитно во ситуацијата е да процесот максимално динамично се одвива и согласно роковите кои што си имаме зададено и согласно кои што стојат во договорите, нашата цел е да тој дел биде исполнет. Се разбира дека паралелно ќе ги видиме сите состојби, она што е најголем бенефит на државата и за граѓаните, така и ова власт ќе постапи. Министре, размислувате се уште за продажба на македонски железници? Да, во опција е тоа, јас во неколку наврати сум го кажал, меѓутоа не сакам да бидам од контекст ваден во смисла на тоа дека тоа владата ќе го прави на ваков или таков начин.
Секоја одлука која што ќе биде донесена поврзана со јавното претпријатие Железници Транспорт зборуваме, ќе биде во согласност и со синдикатите и она што значи бенефити за граѓаните и за вработените таму. Едно од главните забелешки дека тоа го немавте предвидено во програмата на партијата со која што настапивте. Ние разгледувајќи таа опција за приватизација, постојано зборуваме за огромни долгови кои што ги има јавното претпријатие. И во делот зборувам конкретно во делот на над 80 милиони евра долгови кои што ги има и на она што значи на тековно ниво, односно на месечно некаде околу 450.000 евра прави месечна загуба јавното. Дополнително знаете дека тоа е финансирано од државата преку Министерството за транспорт и врски, каде што се одвојуваат преку 400 милиони денари годината за субвенционирање на јавното претпријатие. Во предизборната програма ветувавте изградба на автопат Велес Прилеп Битола Меджитлија. Имате ли план кога ќе почнете со градба и кога би бил тој готов? Значи во програмата на јавното претпријатие за државни патишта внесен е патот Прилеп Битола до граничниот премин Меджитлија. Знаете дека паралелно од Градско до Прилеп се работи на експресниот пат. Сега треба да отпочнат активностите во делот на Градско Дреново, се интензивира работата во делот на втората делница каде што е Фаришката клисура, така да очекувам дека во наредниот период, односно во овие 2 до 2,5 години, тој патен правец ќе биде комплетно завршен. Знаете дека како и во многу други проекти и таму има одредени потешкоти кои што се јавуваат, ние низ динамизиран процес бараме начин како тие да бидат отклонети. Околу двата спорни автопата што имаат грешка во проектирањето, кој ќе ги плати тие грешки во проектирањето? Ќе падне ли тоа на товар на граѓаните? Едно ветив и тоа ќе биде исполнето, а тоа е дека доколку се потпише договор, јас се надевам дека тоа ќе се случи, за продолжување на изградбата на овој автопат со кинеската компанија, првиот следен чекор е ангажирање на светски реномирани компании, кои што точно ќе посочат колку реално се потребни средства за до изградба на тој автопат, бидејќи дел од ставките се уште има пари, меѓутоа пренамена од ставка на ставка, дали станува збор за асфалтирање, за ископини и така, не може да се префрлаат. Дури не направиме точна анализа, не би шпекулирал со бројки во колкава мера ќе треба да се одделат средства од буџетот на Република Македонија. Повеќе од половина година сте министер, ВМРО ДПМН ве обвинува дека се фотографирате со нивни проекти што тие ги почнале ги реализирале. Што сметате дека клучно преземавте во ова министерство од кога го раководите? Не знам јас со кои инвестиции од ВМРО ДПМН. Па иве, Ранковце, Крива Паланка, Петровец, Миладиновци реагира дека се тие пари што они ги обезбедиле, патишта кои што тие ги направиле, вие сте оделе се фотографирале таму. Тоа беа обвинувањето од ВМРО ДПМН. Мене не ми е јасно зошто ВМРО, дали тоа значи дека ако било каква процедура за нешто се отпочни, значи дека е дело нечие. Делото нечие треба да помине низ процес. Делото нечие треба и на крајот не е битно за граѓаните кој или како направил. Битно е да граѓаните согласно парите кои што ги издвојуваат во буџетот на Република Македонија добијат одреден бенефит. Например, уште ако се вратиме ние така и пред 12 години, многу проекти уште во времето на СДСМ ВМРО ДПМН продолжи. Ова е процес и нормално е секоја власт штитејќи ги интересите на граѓаните да нешто што е отпочнато продолжи понатаму да се прави. Добро, за овие повеќе од 6 месеци од кога сте министер, што сметате дека клучно сте почнале? Значи, ние има повеќе работи кои што се. Прво е најбитно за мене што ние интензивно работиме на делот на законската регулатива. Така да тоа е битно и тоа значи олеснување во делот на процесите кои што се прават во Република Македонија, бидејќи се тие врзани со проекти. Законите во оваа држава, дури сум јас ресорен министер, нема да се менуваат во интерес на поединци како што тоа беше претходно правено, туку ќе биде направено во смисла на тоа да биде исклучиво интерес на државата и на граѓаните. Конкретно, ќе ви земам пример. Ако било толку лесно, како што велат тие, пуштањето на автопатот Емир Капија Смоквица, зошто не го пуштиле? 3 пати е рокот пробиван. Затоа што не можеле да издадат одобрение за градба, нити за дислокација на далноводот, нити за контролниот центар. Можеле да го пуштат ако било така со едно отклонување на бандера. Значи овде не станува збор за таква работа. Ние голем дел на проекти кои што се претходно почнати, нормално ние можеме цели автопати да ги оставиме да не бидат донаправени и мора дел од тие проекти се разбира да ги продолжиме и да ги правиме. Тоа е во интерес за граѓаните, тоа не е во интерес само на мојата партија. Го спомнавте Емир Капија Смоквица, тука исто така во обвинува дека без потреба го одолговлекувате. Јас повторно прашувам зошто тие ако било без потреба не беше досега пуштен автопатот. Не го одолговлекуваме, согласно законската регулатива која што пред неколку дена беше донесена во собранието, апсолутно ја убрзуваме комплетно постапката
за тој автопат во наредните 2 месеци биде пуштен во употреба. Што се случи со автопатот? Имавте анекс договор, истече на 28 втори договорот за доградба на Демир Капија, анексот за доградба на Демир Капија требаше да биде пуштен според најавите почетокот на согласно измените на законот кои што се внесуваат на законот за градење. Апсолутно направивме комплетно леснување на процедурата, тоа се последните измени пред неколку дена донесени во собранието. И врз база на тие измени кои што направени се однесуваат на проекти поврзани и финансирани од меѓународни финансиски институции, да со позитивен извештај на надзорот тие бидат пуштени. Очекувањата мои се дека до средината на февруари надзорот ќе даде позитивен извештај, се со цел до средината на април месец тој автопат биде пуштен во употреба. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Довидување до следната недела.